Добро вечер и добре дојдовте во 247-то издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис, во кој вечерва ќе доминира легендарниот чешки режисер Иржи Менцел, кој минатата недела гостуваше во Скопје. Во оваа претежно европски ориентирана емисија ќе ја проследиме и премиерата на новиот филм на Педро Алмодовар, како и премиерата на британската комедија Брод во опасност, а како мала дигресија ќе ви ги соопштиме и азиските филмски награди. Понудата ќе ја заокружиме со еден прекрасен краток футуристички филм. Токму затоа покана во следните 30 минути да останете со нас на оваа фреквенција. По 8 години режисерот Иржи Менцел повторно во Македонија. Ако во 2001-та ја прими Златната камера 300 за особен придонес во светската кинематографија во рамките на фестивалот Браќа Манаки, овој пат доби уште две: повелбата за придонес од кинотеката на Македонија, како и титулата почесен професор на ЕСРА факултетот. Со тоа дефинитивно докажавме дека сме земја која сака да наградува, понекогаш и без некоја особена причина. 71 годишниот Менцел пак на отворената средба со публиката и со седмата сила уште еднаш докажа дека поседува фантастичен хумор, исто онаков како и во неговите филмови. Стартуваме! Амбасадата на Република Чешка и Европската филмска академија ЕСРА во соработка со Националниот филмски архив на Чешка беа организатори на гостувањето на се уште виталниот Иржи Менцел на Македонија, посета која предизвика голем интерес кај љубителите на филмот. Претседателствувањето на Чешка со Европската унија е момент кој треба да отвори нови пријателства, но и да ги зацврсти старите. По церемонијалните почести најинтересен дел од неговото присуство беше отворената дружба со него во кинотеката на Македонија, која на едно место собра голем број почитувачи на неговото дело: режисери, актери, драматурзи, новинари. Ретката можност да се чуе што мисли Менцел беше и можност да се дознае дека Чехов му е омилен автор, дека светот, но и филмовите без жените во нив не би вределе ништо, како и многу други важни и интересни нешта. Иржи Менцел заедно со Милош Форман и Вера Хитилова се вбројува во основоположниците на новиот чешки филм. Неговиот богат опус на домашната публика и беше приближен преку прикажување на двата негови најпознати филмови: Оскаровецот од 67-та, Строго контролирани возови, и Село моје мало, номиниран за истата награда во 86-та година. Но Менцел е активен и на театарски план и смета дека работата со актерите во двата медиума си има своји специфики, одбегнувајќи ја теоријата поврзана со оваа тема. Práce s herci v divadle a ve filmu v podstatě není velice rozdílná, jenom ta technologie je jiná. Работата со актерите во театар и на филм фактички не е многу различна, само амбиентот е друг. Já o tom nerad přemýšlím a nerad teoretizuju. Јас не сакам да теоретизирам, не ми е пријатно да теоретизирам за тоа и воопшто да размислувам. I v divadle i ve filmu je pro mě důležitý velmi konkrétní a přátelský vztah k herci. И во театар и на филм за мене најбитен пријателскиот однос со актерот. Snažím se myslet, jako být jeho kůží, být v jeho těle. Сакам да се чувствам јас како тој што се чувства, да бидам во негова кожа. Кога сме веќе кај театарот, запрашан за тоа дали ги следи новите драмски текстови на современите млади автори, Менцел рече дека истите ги избегнува, бидејќи тие се базираат врз девијации и неморални нешта и пред се сензационализам, а тоа на крајот ја обезличува публиката. Já patřím do starého světa
И јас припаѓам на стариот свет, kdy divadlo mělo za úkol kultivovat lidi, кога театарот имаше задача да ги култивира луѓето, kultivovat svý diváky да ги култивира своите a гледачи. ukazovat jim spíš příklad toho dobrého, anebo těch pozitivních vztah k životu. И да им покажува примери на добрина, на позитивен став кон животот. Во својата режисерска кариера Менцел најмногу соработувал со актерот Васлав Нецкар, со писателот Богумил Храбал и секако неговиот верен долгогодишен пријател и соработник, директорот на фотографија Јарослав Шофр. Ještě na škole, když jsem byl v prvním ročníku, tak mi vyhnali na Bramborovou brigádu. Уште кога бев во школа прва година, ме испратија на бригада за собирање компири. Celou školu nás tam vyhnali a Цела школа моравме да одиме таму postupně jsme tam tu všichni utekli. и постепено сите избегавме од таму. A já, když jsem utíkal, tak jsem se ve vlaku slyšel se spolužákem, který studoval o rok vejš a studoval kameru. А јас кога бегав, во возот се сретнав со свој соученик, кој студираше една година погоре Já ho и neznal, студираше камера. byl o rok vejš, tak jsem ho neznal. Јас не го познав, пошто беше една година Ale seděli по-стар. jsme spolu asi 3 hodiny v kupe a povídali jsme si o filmu. И седевме заедно околу 3 сата во возот и изборувавме за филм. A domluvili jsme se, že budeme dělat spolu. И се договоривме дека ќе работиме заедно. To už děláme přes 50 let. И тоа веќе го правиме повеќе од 50 години. A to je velmi kultivovaný člověk. Тој е многу култивиран човек, Hraje na saxofon, свири maluje. саксофон, слика, Mám ho moc rád. многу го сакам. Kromě těch týdnů, kdy spolupracujeme. Освен во тие недели кога работиме заедно. Protože tam jsou situace, kdy bylo nejradši uškrtili. Пошто тогаш има ситуации кога најмногу би сакал да го задавам. On je velmi zaujatý svojí prací, velmi tvrdošínej. До толку е зафатен со својата работа и до толку е тврдоглав. Často i na úkor těch ostatních profesí. Многу пати и тоа за сметка на останатите професии. Ale tou tvrdošíností mi mockrát pomohl, protože já jsem slabá povaha a tam, kde jsem ustupoval producentům, tak on ukázal, že umí být tvrdý. Но со својата тврдоглавост многу пати и ми помогна, пошто јас сум слаб карактер и особено тогаш кога требаше да зборуваме со продуцентите, тогаш ми помогна, пошто тој умее да биде тврд. Менцел изјави дека не е носталгичен кон минатото, освен евентуално кон својата младост, што смета дека е својствено за секој човек. Своето приспособување кон новото време во изминатите 20 години го опиша на следниот начин. A pro mě byla ta nová éra trošku složitější v tom, že já jsem byl ze staré éry zaměstnaný. За мене новото време беше малку потешко во тоа дека јас во старото време бев запослен A dostával jsem práci ze studia. и добивав работа од студиото. A teď studio není a každý si musí hledat práci. А сега студиото не постои и секој мора да си ја бара сам работата. A to já neumím. А тоа јас не го умеам. Takže dělám jenom, když mi někdo něco nabídne a těch nabídek není, teď dobrých nabídek není dost, není moc. Така што работам само кога некој нешто ми понуди, а добрите понуди се многу малку. Proto dělám tak málo. Затоа работам толку малку. Naštěstí jsou ještě divadla a to mi dávají práci. Фала Богу, има уште театри и тие ми дават работа. Секое време си носи своји карактеристики, нели? Прашан дали има нешто да му забележи на сегашниот општествен систем, со оглед на тоа дека на минатиот му упатуваше суптилни забелешки во своите филмови. Режисерот посочи дека ниту еден систем не е идеален и дека на секој може по нешто да му се забележи. Já myslím, že divadlo ani film není místo, kde by se měla nějak prosazovat politika. Но мислам дека ни театарот, ни филмот не е место каде што би требало да се зборува за политика. Prostě vyprávět příběhy a jestli si divák v těch příbězích něco najde, je to jeho věc. Фактички таму се раскажуваат приказни, а дали гледачот нешто ќе си најде во тие приказни, тоа е веќе негова работа. Je samozřejmě dobře, když v tom divadle nebo v tom filmu se jaksi cítit můj vztah k mému okolí, k tomu, co žiju, ale nesmí to být záměrný, nesmí to být mým cílem. Секогаш е добро кога во филмот или на театарот
во театарот се чувства мојот однос кон тоа што се случува, но тоа не треба да биде цел, не треба да биде намерно. Mám takový heslo. Chci něco říct lidem, národu, divákům. Vím, co chci říct. Имам такво мото, сакам нешто да кажам на луѓето, на гледачите и знам што да кажам. A pak si řeknu, ale co je komu do toho, co já si myslím. Но после ке си кажам, што име гале на луѓето за тоа што јас си мислам. Takže já vyprávím příběh a ať si z toho každý vybere, co chce. Така што јас раскажувам приказна и нека секој одбере тоа што сака. Stejně tak, jako nemám rád, když někdo mě někdo káže. Исто така не сакам кога на мене некој ми дава памет, ми столи паметот. Tak já nemám chuť, nechce přikazovat nebo Така poučovat. и јас немам желба некој да го подучувам. Менцел се пофали дека на негова возраст се уште вози ролерки, дека сака класична музика, а за се што дошло по Битлси едноставно немал уво. Тој немал амбиција да работи во Холивуд, а добил понуда во 68-та, кога во Чешка влегле руските тенкови, па мислел дека не е во ред да ги остава своите сограѓани во таква тешка ситуација. Се на се гостувањето на Менцел во Македонија ќе остане во пријатно сеќавање, особено поради неговата непосредност и подготвеност за искрена насмевка, или како што вели, секогаш има што да те насмее, секој од нас е смешен, а најсмешни се најсериозните луѓе. И на самиот крај, пораката која индиректно беше наменета и за нашите филмаџии, а која гласи: не снимајте филмови за себе, туку за гледачите. Се надевам дека истата ќе биде добро сватена. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Тоа беше посветен на големиот Јиржи Менцел по повод неговото гостување минатата недела во Скопје и како фино заокружување на овој дел од емисијата, во редовната рубрика Култна сцена гледаме исечок од неговото последно филмско остварување од 2007-та Му служев на англискиот крал, кој на духовит начин ни раскажува за едно минато време, ни историја преполна секако со неодолив хумор. Како што изјави Менцел, во последно време се потешко доаѓа до можност да сними филм. Меѓутоа, кога ќе добие шанса, тоа ја користи до максимум, збогатувајќи својата филмографија со уште едно ремек дело. Ајде, уживајте во следниот извадок. Pane dítě, zase jsem v háji, že jo? Kde pak? Když si couvnete dámou? Malinovou grenadinu. Kam s tou dámou? Hned. Co jsi to proved, ty prcku, to se dělá tohleto? To se dělá, co? Co si tak dovolujete? Co toho člověka tady zostuzujete? Polila zničil vám šaty, Co je vám do toho? ale já to budu muset platit. Já po vás nic nechci. A podívejte se. Platím. Večer přijďte za krajský. Koupila jsem krásnou kytici divokých máků.
Odcházela a za ní šla vůně malin. Vyšla v těch šatech hedvábných a plných pivoněk a byla obletována včelami jako krámek s tureckým medem. Време е за премиери на нови филмови. Европскиот сензибилитет во вечерашниот магазин ќе го продолжиме со новото остварување на најголемиот шпански режисер на сите времиња, двојниот оскаровец Педро Алмодовар. Во срцето на Мадрид тој го промовираше новото чедо со наслов Скршени прегратки, секако со Пенелопи Круз во главната роља. Потоа од жешката Шпанија се селиме на ветровитиот британски остров, каде минатата недела во Лондон се случи премиерата на новата комедија подпишана од популарниот сценарист и режисер Ричард Кертис, приказната за пиратските радио-диджеи кои емитуваат програма од Северното море, прилично ветува. Да видиме. По подолго време, големиот шпански филмаџија Педро Алмодовар не почести со нов филм со наслов Скршени прегратки. Премиерата во Мадрид помина величенствено. На неа беа присутни сите оние кои беа дел од овој проект, како и поп звездата Аљаска, поранешната девојка на режисерот Мариса Паредес, но и мајката на актерот Хавиер Бардем, Пилар. Двојниот оскаровец и овој пат ни подарува драма полна со емоции, романса, секс, сраст и секако многу хумор. Feliz de la vida, esto es una maravilla. Es lo que desea cualquier actriz, yo creo. Скршени прегратки не води во животот на еден сценарист и режисер која раскажува приказната за последиците од несреќата која го оставила слеп пред 14 години, но и за врската со актерката со која снима филм. Нормално главната женска роља ја толкува неговата омилена драга Пенелопи Круз, чиј лик во филмот е главен протагонист на љубовниот триаголник во кој учествува и еден богат бизнисмен. Според добрите познавачи на ликот и делото на Алмодовар, новиот филм е трилер со кој авторот се навраќа на својата естетика од првите филмови со посвета на вечниот инспиратор на Алмодовар, Роберто Роселини. По премиерата во Мадрид, во Скршени прегратки веќе на големо ужива домашната шпанска публика во киносалите. Be the Count. I am he. I wonder what that makes me, the king? Or the clown? Звездите на новата британска комедија Брод во опасност и покрај ветрот добро се забавуваа на премиерата на филмот во Лондон. За ова остварување како комплетен автор стои Ричард Кертис, режисерот на Бриджит Джонс, но и сценаристот на црнохуморната серија Црна шарка, со Роуен Еткинсон во главната роља. Во комедијата станува збор за група радио-диджеи кои пиратски емитуваат програма од брод кој плови по Северното море. Затоа како си поминале за време на снимањето на филмот, зборува главниот актер во него Рис Ифанс. Hanging out with, some of the funniest men in the world, it's not hard work, we just spent the whole day laughing our heads off and working very hard. And
this next song is dedicated to the coolest man in the whole of the world, and he's about to step onto this boat. It is gorgeous Gavin Kavanagh, and this week he is definitely #1. Бидејќи брод во опасност или рокерски брод изобилува со квалитетна музика, актерите на премиерата со задоволство одговараа на прашањето која е музиката, односно саундтрекот на нивниот живот. Еве ги нивните одговори. Van Morrison. It would be solely Van Morrison. The Beatles would go in, the Rolling Stones would go in, and from this period also the Monkees would go in as well. My whole life has been a soundtrack. I think I've got a list now of 242 of my favourite songs. There'd be one song by Bob Dylan and lots of songs by Joni Mitchell. I definitely think there'd be some stuff from the 60s, a little bit of Motown, definitely some really old school ska, and some really old sort of blues and swing and stuff like that. Hey, right on, brother. That's some hot mama you got there. Ow! The one from me. Во Филмополис ја продолжуваме и практиката да погледнеме по некој добар и квалитетен краток филм, веројатно главниот показател кој од младите филмаџи кои влегуваат во филмскиот свет има потенцијал и за долгометражно остарување. Јубилејна линија е насловот на 4-минутниот филм кој следи, 3D анимација во која авторот суптилно вметнал дводимензионални луѓе кои изгледаат како духови низ футуристичкиот пейзаж од вектори и мрежи. Дали е тоа нашата вистинска иднина или само е една кул визија, одлучете сами. Единствено сум сигурен дека вистински ќе уживате во краткиот филм. Да го погледнеме.
Време е да ја разбиеме барем за момент вечерашната европска филмска доминација со азијските филмски награди, кои традиционално се доделуваат во Хонг-Конг. Оваа година во рамноправна конкуренција за престижните награди беа остварувања од Кина, Јапонија, Кореја, Тајван, Малезија. На крајот се покажа дека кинематографијата од земјата на изгресонцето била највредна и најквалитетна, бидејќи собра најмногу статуетки. Инаку на настанот беа присутни и многу филмачи од други земји со цел дружба и бизнис, нели? Да видиме како се тоа помина. Хонг-Конг, азијски филмски награди. Каде на друго место, ако не во Хонг-Конг? Таму минатата недела беа доделени престижните азијски филмски награди, настан кој освен филмаджиите од најголемиот континент собра и многу гости од остатокот на светот. Меѓу нив беше и култниот американски режисер Оливер Стоун. I'm happy to be here. Hong Kong is one of my favorite cities, you know. This is a young festival. I'd like to support it, and I have a film opening this week in Hong Kong, W, about George Bush. Сепак, поентата на овој настан можеме да ја пронајдеме во изјавата на режисерот Џон Ву. И конечно се префрламе на азијските награди за минатата година. За најдобра азијска актерка беше прогласена кинескињата Жу Џун, која игра таксистка во филмот Приказна за љубовта и смртта, додека незиниот јапонски колега Масахиро Мотоки стана најдобар азијски актер за ролята на невработен челист во филмот Раздвојувања. あなたのお父さん。子供を捨てた親ってみんなそうなんですか? За најдобар азијски режисер престижната награда ја доби уште еден јапонец, Хироказу Корееда, за филмот Се уште одам, кој не беше прогласен и за најдобар филм, бидејќи се покажа дека на членовите на Азијската академија повеќе им се допаднал Токиска соната на Киоши Куросава. Наградата за животно дело отиде во рацете на хонконшкиот ветеран, режисерот Цуи Харк, но и неговата сопруга, продуцентката Нан Сун Ши, кои придонесоа азијската кинематографија да биде почитувана во целиот свет. За комплетирање на вечерашниот 247 Филмополис во редовната рубрика Филмска музика, повторно посвета на нашиот и ваш вечерашен херој, господинот Јиржи Менцел, преку извадок од филмот Му служев на англискиот крал, секако музички. Сцената малку подсетува на онаа легендарната од филмот 8,5 на Фелини, но надреалното овде е строго контролирано на сметка на хуморот. И тоа би било се во вечерашната емисија. Се надевам дека уште еднаш ги задоволивме вашите филмски вкусови. Доколку нешто пропуштивте, репризите на магазинот се вечерва по полноќ и утре во еден попладне. Критики и пофалби пишувајте на нашиот познат мејл. Поздрав до следниот понеделник во истиот термин. Nepotřeboval bys vagón maďarských vagónů? Morie! Nebo 2? Co mi to cpete? Nebo celý vlak? Fojtajme! Tak jo.